АДСМ и СМ дистрибуција на топлина започна со монтирање на нови цевки на топловодот по мостот Беласица. Проектот ќе трае неколку месеци со цел да биде подготвен за престојната грейна сезона. Петар Милетик, директорот на СМ дистрибуција, посочи дека новите раководства преземаат итни мерки за надминување на проблемите предизвикани од претходните менаџери. Испораката на топлинската енергија ќе продолжи преку функционалниот крак А, осигурувајќи стабилно снабдување за потрошувачите. Во општина Карпош на игралиштето Алумина се одржа првиот скопски училиштен рагби фестивал, организиран со поддршка од француската амбасада. Учениците од 4 основни училишта од Карпош се надпреваруваа во категории под 12 и под 14 години. Градоначалникот Стефчо Јакимовски ја отвори манифестацијата, истакнувајќи ја поддршката на општината за спортот, вклучително стипендии и финансиска помош за спортските клубови. Општина Киселоводо повторно ќе субвенционира 50 до 80% од трошоците за дневен оброк на социјално загрозените деца во училиштата и градинките. Јавниот повик е отворен за семејствата во социјален ризик, а децата кои ги исполнуваат критериумите ќе бидат целосно ослободени од партиципација во градинките. Дополнително, општината обезбедува бесплатни ранчиња, униформи и часови за учење. Општина Илинден донесе акционен план за чистење и одржување на каналската мрежа за 2024 година, опфаќајќи вкупно 22.900 метри канали. Извршено е чистење на неколку канали во должина од над 4.300 метри, а во наредниот период ќе се продолжи со чистење на ободен канал и секундарен А канал, покривајќи дополнителни 7.000 метри. Активностите се во соработка со АД Водостопанство Скопско поле. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје отстранија вкупно 156 непрописно паркирани возила во периодот од 23 до 29 септември 2024 година. Акцијата ќе продолжи за подобрување на сообраќајната култура и безбедност. Što mi rastu te sni, večno ke ja sam.